Овие неколку квадрати се единственото место во куќата на Маја каде од секој ќош се чувствува енергијата на незиниот пино, од кој 77 дена нема ниту трага ниту глас. Неговата соба опишува за какво момче станува збор. Скијач, љубител на автомобили, момче кое било вредно и мирно, вели неговата мајка, која раскажува дека секоја ноќ одвај заспива, скршена од болка. Маја и поскоро 3 месеци не може да се објасни како исчезнал незиниот син. Ме држи тоа што сум мајка. 9 месеци го носиш во стомак, 77 дена е ништо во споредба. Тоа што не ми е цело семејството. Он работи со сопругот. И кога навечер ќе се вратат од работа, кој ќе ми изгушката, ме пали многу, кој ќе се врати само сопругот дома, без него. Тогаш ми е најтешко. Зашто он кој ќе се врати ќе ми рече: мамо, деди, мамо се изгушкаме. После ќе се изгушка со Зеус и ќе се отиде соба кај него. Најмногу ни достигаат неговите прегратки, разговари, заеднички прошетки со Зеус, нивното мелениче кое заспива до креветот во собата во која спи Алпино. Маја очајно бара помош од полицијата за да го пронајдат незиното дете, но вели на помош баш и не наидува. Таа е револтирана, тврди дека полицијата ништо не превзема за пронаоѓање на Пино. Овие 77 дена, све што имам видено и слушнато, и тоа што се случува овие денови, ми излезе од памет. Оваков криминал не постои нигдека. Ние сме 1.800.000 жители во Република Македонија. Тоа е 1/3 од Рим. Во Рим не се случуваат овие криминални работи. Што се случува во Македонија? Дали надлежниве не се способни да стават ред? Дали не знам, или не ги интересира? Од Министерството за внатрешни работи велат работеле на случајот и дека се превземени сет мерки, но и дека одделот за пронаоѓање на исчезнатите работел 24 часа на ден. 26-годишниот Пино на 10 декември е излезен вечерта и последен пат е виден во скопската населба Ѓорче Петров околу 22 часот. Излезен бил со бел автомобил марка Шкода со регистарски таблички СК 1566 АП. Од тогаш му се губи трагата.